Централни вести, добро вечер и ви благодарам што сте на Канал 5. Еве ги насловите од денеска. Втора жртва на грипот. Од компликации на инфективна почина 69 годишен пациент. Пациентот бил со доста коморбидитети. Бројот на хоспитализирани континуирано расте. Ќе ги спроведеме реформите, но Брисел треба да одлучи дали ќе го билатерализира процесот, вели Мицкоски. Македонскиот евроинтегративен пат е неминовно поврзан со волјата на 27 земји членки. Ја повика СДСМ да се врати на меѓупартискиот диалог. Транспортерите се закануваат со блокади на граничните премини. Бараат решение за новиот систем за влез и излез во Европската Унија. Сега сакаме да им покажеме со оваа блокада што би се случило ако не се преземат навреме мерки. Заканите од Соединетите Американски држави ги подкопуваат трансатлантските односи. 8 држави за кои што Трамп најави царини поради Гренланд излегоа со заедничка изјава. Победа против Португалија за место во втората фаза. Македонските ракометари пред клучен надпревар на Европското првенство. Уште еден починат од компликации од грип. Од клиниката за инфективни болести велат дека 69 годишниот пациент бил донесен во тешка општа состојба со коморбидитети. Оттаму додаваат и дека бројот на пациентите кои се жалат на вируси и на сезонски грип е зголемен во земјава и апелираа при првите симптоми да се посети лекар за соодветна терапија. Детали од Јорданчо Цветановски. 69 годишен пациент е втората жртва од грип на инфективната клиника. Пациентот пред 5 дена бил донесен во тешка здравствена состојба со масивна бронхопневмонија и акутен респираторен дистрес синдром. Директорот на клиниката за инфективни болести Фадил Цана истакна дека лицето било веднаш поставено на механичка вентилација поради лошата состојба и не бил вакциниран против грип, иако бил во ризичната група на граѓани. Веднаш беше пристапено навремено од страна на медицинскиот тим во оделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки пациентот за жал почина. Кај него симптомите биле 5 дена пред прием во болницата. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронична обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести. Цана соопшти дека во моментов на клиниката се хоспитализирани околу 30 повозрастни пациенти со грип, најчесто лица со сериозни респираторни компликации. Бројката се движи тука некаде меѓу 25 и 30 пациенти, од кои неколку од нив се со кислородна поддршка, само еден е на механичка вентилација, што може да се смета дека е потежок. Дневните прегледи се уште се движат во бројката 100-115 за 24 часа прегледи, од кои повеќемина нормално се амбулантски случаи. Претходно минатата недела на Универзитетската клиника за инфективни болести во Скопје почина 75 годишна пациентка со грип. Здравствените власти во изминатиот период во повеќе наврати апелираа до граѓаните, особено ризичните групи, на време да се јават кај матичен лекар при појава на симптоми, да избегнуваат близок контакт со заболени и да ја разгледаат вакцинацијата како ефикасна превентивна мерка. Продолжуваме со останатите теми. Од земјите членки на Европската Унија зависи дали ќе го билатерализираат македонскиот евроинтегративен процес, вели премиерот Мицкоски, прашан дали очекува изборите кај нашиот источен сосед да влијаат врз евроинтеграциите на нашата земја. Мицкоски даде коментари за лидерската средба, но и за законските измени кои што чекаат во собранието. Детали од Јана Јосиповска. Македонија ќе заврши својата домашна задача со реформската агенда за ЕУ,
а потоа останува на 27-те земји членки, меѓу кои е Бугарија. Дали ќе го билатерализираат нашиот процес на пристапување или тој ќе биде базиран на критериумите кои што ги имале сите земји кои пристапувале во Унијата, порача премиерот Мицкоски, прашан дали очекува да влијае врз европската перспектива на Македонија, тоа што Бугарија оди на нови избори напролет, откако ниту една од тамошните партии не успеа да формираат влада и му ги вратија мандатите на Радев. Македонскиот евроинтегративен пат е неминовно поврзан со волјата на 27 земји членки. Една од нив е и Бугарија. Ние знаете дека имаме со нив проблем, но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите оние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија. Државните интереси според Мицкоски се приоритет за владата, а СДСМ со неприсуството на лидерската средба се само исклучила наместо да разговара и оставила, како што рече, празен простор за другите партии. Премиерот вели дека не знае дали СДСМ ќе ги поддржи законските измени за да профункционира Safe City системот, откако опозицијскиот лидер Филипче вчера кажа дека неговата партија има забелешки за законот за прекршоци и неизвестно е дали ќе го гласа во собранието. Но тоа што е важно според Мицкоски е дека овој проект почнал да ги постигнува своите основни хумани цели. Бројките на спасени човечки животи во јануари според него се зголемени, а сообраќајните несреќи намалени. По дилемите од опозицијата, Мицкоски уверува дека протоколи и заштита на податоците од граѓаните мора да има, а многу работи, како што кажа, ќе се усогласуваат во текот на имплементацијата. Постојат сериозни сомневања дека дел од одлуките донесени од поранешниот председател Стево Пендаровски за време на ковид пандемијата биле спротивни на уставот и на законите, вели премиерот Мицкоски. Обвинувањата кон Пендаровски тој ги изнесе во контекст на тврдењето дека актуелниот лидер на СДСМ Филипче преку притисок се опитал да го преземе сопствеништвото на приватната клиника на Жан Митрев. Има многу сведоштва кои што говорат за однесувањето на владата во тој период. Вие знаете се уште тие законски уредби и одлуки на Пендаровски Стево во тој период стојат непоминати во собранието. Треба да видиме и собранието да се произнесе во периодот што следи што со тоа. Дали можеби има и одговорност тука од страна на поранешниот председател Пендаровски Стево и пред законите и пред уставот, затоа што постојат основани сомневања дека голем дел од тие одлуки се испротивни на закон и испротивни на устав. Така што јас ќе чекам да видам обвинителството дали ќе постапува по допрен глас, истото што го чекаат сите граѓани во Македонија. А по наводите на премиерот Мицкоски реагираше поранешниот председател Стево Пендаровски. Уставниот суд уште пред повеќе од 5 години со мнозинство гласови потврди дека одлуките за вонредната состојба се во склад со уставот и законите. Уредбите со законска сила ги носеше и ги имплементираше владата. Дали таму имало злоупотреби? Тоа државните институции, кои што сега се под тотална контрола на Мицкоски, можат да го проверат кога сакаат, ако сакаат. Сите одлуки за прогласување вонредна состојба беа доставени од моја страна до собранието, и тоа веднаш по завршувањето на таа состојба, стои меѓу другото во реакцијата од Пендаровски. Изводите од матичните книги за родени и венчани се тестираат да станат целосно електронски, кои што досега, иако се поднесуваа преку интернет, можеше да се добијат само на шалтер. Вели во интервју за Радио Слободна Европа министерот за дигитална трансформација Стефан Антоновски.
Во тек сме на промени за 4 услуги кои што ги нуди управата за водење матични книги, извод од матична книга на родени, венчани, умрени и слободна брачна состојба. Сите тие за многу скоро време веќе сме во фаза на тестирање на услугите, ќе бидат пренесени на националниот портал за услуги и за секој од нив потврдата ќе биде добивана и електронски, а ќе имате можност да изберете да ја добиете на шалтер или да ви биде доставена по пошта. Постоела ваква пракса да определени услуги или користи за граѓаните или некои поволности се дават исклучиво во електронски формат за да полека се движи населението кон дигитализацијата и да ја прифаќа. Ние тоа го направивме со електронските ваучери за електронски уреди за студенти, каде што може да се аплицира исклучиво онлайн и ваучерот се добиваше во електронска форма, но не сакаме тоа да го направиме за сите граѓани одеднаш, затоа што и државата не е доволно подготвена да сите услуги ги нуди електронски. Кога државата ќе ја исполни својата одговорност да сите услуги ги нуди електронски во дигитален формат, тогаш можеме да го бараме да го прифаќаат и граѓаните. Приближно 40.000 евра во денарска противредност е вкупната вредност на 22 казни кои што ги изрекоа инспекцијските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на оператори со храна, а во рамките на спроведените вонредни надзори во маркети и хипермаркети на целата територија на државата. Како што се наведува во соопштението на Агенцијата за храна и ветеринарство, со акцијата спроведена од 13 до 16 јануари годинава, контролирани биле 188 оператори со храна од оваа категорија. Како небезбедни во рамките на оваа акција на агенцијата, од операторите одземени и нештетно уништени се над 253 килограми храна, односно месо и преработки од месо, млечни, кондиторски и други видови производи, велат од агенцијата. Транспортерите идната недела се закануваат со блокада на граничните премини, ако не се надмине проблемот со воведување на новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната. Од владата велат дека се свесни за проблемот и очекуваат решение во најкус можен рок. Повеќе од Сандра Спасовска. Доколку деновиве не се постигне договор со Европската Унија за надменување на проблемот со воведување на новиот систем за влез и излез во земјите од Шенген зоната, со кој се ограничува престојот на транспортерите од Западен Балкан, на 26 јануари транспортерите од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора ќе ги блокираат граничните премини. Од Македонската асоциација Макам Транс за Канал 5 велат ова е проблем за кој одамна алармираат и бараат негово решавање, но до сега одговор нема. Според председателката на асоциацијата Билјана Муратовска, над 200 фирми од земјава на 26 ќе блокираат 8 гранични премини, но уверува дека со ова нема да се загрози превозот на патници, туку само транспортот. Последиците според неа ќе бидат сериозни, бидејќи вели ќе доведат до застој во работата, а ќе предизвикаат и финансиски загуби, но како што рече, пораката дека мора да се надмине овој проблем и да се регулира работата на транспортерите, мора да се испрати. Сега сакаме да им покажеме со оваа блокада што би се случило ако не се преземат навреме мерки, затоа што сите репроматеријали, секоја трговска стока, све тоа се превезува преку патниот сообраќај. Не можеме тоа да го надополниме ни со авиони, ни со бродови, ни со железница. Бараме на некој начин да се регулира нашето работење, не со забрани, него да ни дозвола слободно движење. Ако престанеме ние да работиме, продавниците ќе ни бидат празни. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека како влада се свесни за проблемот со кој се соочуваат транспортерите и очекува негово надминување во најкус можен рок. Мислам дека ќе се надмине овој проблем и не треба транспортерите да ги чувствуваат последиците од тоа што се уште некои институции и кај нас, но и во Брисел не се подготвени за овој проект. Не се само последиците по македонската економија, тие се последици пошироко ќе бидат последиците. Затоа јас апелирам и денеска на таа тема имам разговори со министерот за надворешни работи и надворешна трговија да видиме што можеме да направиме за да се избегне оваа блокада. Од Макам Транс велат најголем дел од увозот и извозот на домашната економија или 96% се одвива по патен сообраќај, доколку до 26 јануари добијат некаков повратен одговор од надлежните,
велат протести нема да има. Сите актуелни информации продолжуваат да течат на нашиот веб портал kanal5.com. Се гледаме во вечерното издание на вестите. До тогаш пријатно.